Видите, кога ќе се спомне Алшар, тоа е локалитет кој што веднаш асоцира на кавадарци, поради тоа што е тоа првиот град во најголема близина на локалитетот Алшар и така вие кавадарци би требало да бидете горди на тоа. Што се однесува до самиот локалитет Алшар, тоа е познато светско наоѓалиште, ретко наоѓалиште, каде што се откриени досега околу 45-6 минерали. Ако се земе предвид фактот дека во светот досега се откриени околу 5100-200 минерали, тоа би значило дека некаде околу 1% од минералите што ги има во целиот свет се наоѓаат и во локалитетот Алшар. Тоа значи дека со други зборови некаде секој 100 минерал се наоѓа во овој локалитет. Од друга страна гледано, локалитетот Алшар може би е најзначаен од аспект на големото количество на лорандит што го има во овој локалитет. Тоа е минерал кој што е откриен и уште во 4-5 други локалитети во светот, меѓутоа најголемо количество на овој минерал се наоѓа во локалитетот Алшар. И приказната врзана за локалитетот Алшар и минералот лорандит е интересна од аспект на тоа што овој минерал е интересен на некој начин за откривање на тајната на сонцето, односно за потеклото, односно староста на сонцето, затоа што е научно докажано дека постојат честички кои што се наречени неутрина и тие патуваат од сонцето до земјата некаде околу 8 минути и скоро целокупното количество од тие неутрина поминува низ земјата. Многу мал дел од нив стапуваат во интеракција со честички од природата, во овој случај со лорандитот, и интересноста на овој минерал е во тоа што она количество од талиум што како резултат на дејство на неутрината се трансформира во олово, еден од изотопите на олово 205, всушност ја крие тајната на староста на сонцето, затоа што ако може да се измери количеството на трансформиран талиум во олово, тоа може да овозможи да се пресмета староста на сонцето. Имам чест да ви се обртам и да ве поздравам на овој значаен настан за општина Кавадац. Задоволство што денес сте тука обој. Причината корај која сте дојдени е вредна за внимание и од големо значење за мене и за цела општина Кавадац. Ние кавадарчани знаеме да кажем дека Кавадац е срцето на Македонија и сме горди поради тоа. Според површина, општина Кавадац е втора најголема општина во Република Македонија. Општина Кавадац е плодна почва за научни и историски истражувања. На територијата на општина Кавадац се наоѓа и најголемото природно богатство рудникот Алшар. Со своето постоење, со векови наназад е предизвик за истражување на научни цели од целиот свет. Денес имаме чест да сме присутни на промоција на монографијата Алшар, светско природно наследство, научно истражување, богатство за еден од најважните светски локалитети и реткиот и популарен минерал. Општина Кавадац сега дава безрезервна поддршка на научните истражувања на нашата територија. Како градоначалник се надевам дека Кавадац ќе го издигнеме на едно повисоко ниво во поглед на атрактивноста, локациите за туризам и уникатните вредности. Ова е многу предизвикувачка студија, а предизвикувачка е заради неколку факти. Првата работа е тоа што локалитетот Алшар, што е на ова подрачје, представува енигма, представува тајна за голем број на научници од различни научни дисциплини и научни подрачја, како што е хемијата, физиката, геологијата, геохемијата, минералогијата, понатаму биологијата, астрологијата и така натаму. Второ, Алшар е во светски размери вистински раритет. Неговата феноменологија и неговата тајна и мистичност, ако сакате, пред се е врзана со минералот лорандит. Самиот лорандит пак е минерал на талиум. Испитувањата што се вршени на ова подрачје покажале дека во рудникот Алшар има повеќе од 45 досега откриени минерали, од кои што дури во 17 најдена е содржина на талиум. Самото име лорандит потекнува од еден познат унгарски физичар, тој се вика Лора,
Етвос Лора, кој што едно време бил и председател на Унгарската академија на науките, а после 1950 година и Универзитетот во Будимпешта го носи неговото име. Која беше идејата на оваа книга? Ја сакав да оставиме нешто на овој град. Сакам да оставиме нешто на ова генерација која доаѓа после нас. Алшар светско природно наследство ја водиме насоката во делот на тоа да развиеме ги идеите за развој на еден геопарк на Кожув планина. Како централно прашање на тој геопарк ќе биде сепак ова светско наследство кое по сите своји елементи представува светско минералошко наследство и ќе биде темелната развој на тој геопарк. Значи имаме еден локалитет, да кажеме на 40 км од нас, една планина во прилика 2.500 квадратни километри во кои имате 200 до 300 луѓе, со исклучително еколошки елементи внатре во неа, перфектни еколошки елементи. Не верувам дека некој во Република Македонија има такви еколошки елементи, такви еколошки капацитети како што има тоа Кожув планина. И идејата беше да влезиме во тој сегмент, заедно со ова што денеска споменува за отварањето на граничните премини со Република Грција. Тоа е исто така еден добар момент што води во насока на тоа да овие вредности добијат своја вредност.